Бидна! Дојде! Да, ја дочекавме 25-та и затоа среќна ви нова, драги мои, со надеж дека сите желби ќе ви станат реалност. Помеѓу двата празника, бидејќи знаете дека следува Бадник и Божик, обидете се малку барем да се расположите со нас и со содржините што ќе ги видите вечерва, а сето тоа нормално во друштво на нашите вечни пријатели. Генерален спонзор е минералната вода Висијана, која е навистина пребогата со магнезиум и самите можете да се уверите во тоа, бидејќи може да се конзумира неограничено, дава така добра енергија и ве држи во добра кондиција. Не подржуват и од бучен козјак на најдобар можен начин, би рекол, затоа што прават прекрасни и превкусни млечни производи, барани во цела Македонија. Не треба премногу да зборувам за нив, затоа што ги имате пробано и затоа веројатно и ги барате. Тука се и од Алфи Техно Центар, тука се во Куманово, меѓутоа ги има и во Скопје. Да, добро пресметавте, тоа се две места, ма велам јас единствено место каде има се на едно место. Одаде шо? То шо? Шо бе шо? Има се. Значи одаде ш. Само пробајте и ќе се уверите дека таму можете да купите се. Производите на Арис пак прават чисто ред. Каде и да ги употребите малку, пофајтите со нив, така потрудете се и ќе направите сосема добра, чиста околина и онака убава дезинфекција, што е важно за нашето здравје, бидејќи праши на секаде. Ова помага. Проверено. Верувајте ми, а помага и да се присетите на нешто убаво, ако го доживеете секако, оној преубав амбиент и момент во етно село Тимчевски и еве конечно од нова година и во ресторан Еден. Празници се велам, празници, убаво е празнично расположени сте, верувам, и сега се оние убави моменти за малку мир и споделување интима со оние кои се важни животни избраници. Децата ако се големи, што, они може би се некаде отпатувани, ако се мали тогаш се кај тета, баба, вујко, ваму, таму, стрина, кој знае каде. И затоа сега е моментот кој не смеете да го испуштите, бидејќи сурово е точно дека негувањето на љубовниот живот ја продолжува долговечноста на заедницата, како и да е таа, нели? Е, доказ за тоа е реакцијата на бабата на прашањето на внучето, кое сакало да проба онака како да се пошегува со бабата, нели? Па рекло: бабо, ти и дедо, водите ли бе уште љубов? О, синко, рекла бабата, ретко, многу ретко, многу. На сабајле, па дури навечер. Затоа ве молам, немојте со толку флоскули ретко, ама квалитетно, немојте, тоа немојте. Туку вака ретко, како бабата што рекла, барем еднаш, ако не повеќе, затоа што тоа ви е најдобра гаранција заедно со сочувана фискална за вашата заедница. Значи гаранција со фискална и сочувана заедница нема проблем. Иако мора да признам дека пак од друга страна има една друга легенда која вели дека подолго живееле оние мажи кои се женеле повеќе пати, оти вела стекнале одреден вид на имунитет што ништо не може да го сруши. Докажано и проверено. Ако не може да го пробие нервозата и викањето на жената во оној толку споменуван женски период при кој е на граница и не знае дали да те сака или мрази, тогаш може да одолее на се, па дури и на повеќе жени. Да. Не одеднаш. Тоа нема шанси. Само еден на еден. Легенда е тоа дека рапите уживаат. Да има убаво дома нив со толку жени, па нема тие да се нон-стоп во Ферари и да се расфрлаат со пари. Во услови на ваква голема криза, да ви кажам право, луксус е и една жена, а не пак две или повеќе. Замислите да се изнервираат и сите во исто време да почнат да зборуваат. Тогаш ни Ферари нема да ви помогне да избегате доволно бргу. Но се надевам дека ова што ние вечерва ќе ви го понудиме, ќе го поправи драстично вашето празнично расположение. Без гости, само со скечеви. Убава работа, нели? Сите оние најдобри од оваа сезона. Уживајте и не заборавете. Насмејте се. Сега, ако не сме доволно ние смешни, задолжите некој да ве скокотка. Еве го, драги мои, пред вас празничното издание на
нема љутиш. Мене не ми е јасно како можеш још да го изневеруеш женати. И еве, например, видиш го оној муву ти, онамо на онај црт. Гледа колко си боја, види сам, ја, види. И плюс и види бе влак дурак има. Гледа. Па не е фер бре, мајко му. Што има тој на природно базове, ставе? Какви травки има, па ти мешав људи, има турски мед има. И так се растрчи ова е мојата. Чисти чарапе нови. После одној синоќа, ја цел да не искачам, нигде не иду. Мисло дека сум заслужија ќе одмарам. Зашто да часту, докторе? Како зашто да частиш? Има зашто да частиш. Твоја девојка е трудна. Леле, бомба, погледни го бежи ти све. Разведе се пред некој година, а сак е од најубави години. Мора некако да го докачу. Мене не ми е јасно како можеш још да го изневеруеш женати. Па не ли е срамота, бе? Греота бе, не срамота. Ја то од жал га прав. Бре, од жал га правиш, бре. Стварно од жал га прав. Па и да стави се ти на њојно место, бе. Ја имам си го жена, бе. Нели? Жена ми имаме мене. А она, бе, душичка, јадна сама, нема никога. Па не ли е жал? Фала многу на понуду. Неќу да се ставу на њојно место. Колко сакаш? Ја да понудам? Добро. Ајде кажи, Ама, докторе, ја не дојде за тој. Куде вас? Ја дојде зашто не виду. Ајде бе, не видиш. И ако ли киокајке носиш, не видела она ништо. Не виду кад ви кажуju. И еве, например, видиш го оној муву ти, онамо на онај црт. Па види го, нормално. Па видиш, ја не го виду. Добро. Ајде кажи, Апе. На македонски каса. А срби викав уједа. Прво што ми текнуе дешавка кад Кумановац фатија девојку Белграѓанку. Тамо студирае. Отиде куде њума, звони он на врата, отвара таткову, а до njega пудлица и вика батка: "Дома ли е Лиле? Апе ли се Джеки?" Врти се србендо и се дере: "Лилјана, долази овамо, тражите неки странац." Друго што ми текнуе е дека у сваку групу на деца до 3 години у градинку има едно дете кое ги апе други деца. Родители викав дека е хиперактивно, а васпитачке, тоест учителке, дека е изфрустрирано или ти незадоволно од нешто. Храну, однос на други деца према njega и тако даље. Трето па што не ми текнуе, него сам видеа с моји очи, е табла на врата на двор на кој пишуе: "Пази, куче лае", па 3 тачки. И продолжуе: "А газдарица апе." Ја чувам куче и стварно, куче лае. А газдарица, ке си ќуто. Мајко, се прашуju дали ти знаеш за ову информацiju. Читаја сум дека научници докажале дека 1 децилитар ракија дневно нешто е добро за здравје на човека, него и малко. Малко.
Sve vi malko, be. Malko ti rakija, malko ti plata, malko vi penzija, malko vi demokratija. Sve vi malko. Ma мене ми малко ракија bre за друго, значи колко ме брига. Гледа колко си паја, види сам, ја, види. И плюс и види бе, влак до ракија. Гледа, Не е тој влакно, Дране, тој е црта. црта. Да. Зашто бе црта има на чаш? Епа, да знаеш дека до туј се сипуе ракија, до црту. Да знам. Не бе, ти да знаеш бе. Щом знаеш, треба да си пуеш до туја бе, сипи до црту бе, што ме крадеш бе, гледа куде си сипаја. Ај, одма да сипиш. Одма. Сипу, ама ке ќе престанеш да се пишуеш куде мене у тетратку. Ја. Види го тетратка, Дране, све црта до црту, како Робинзон Крусо си биднаја. Кој е тај? Не го знам. Ти знаеш ли? Па ја не го познавам Робинзон Крусо, ама чуја сам за njega. Кој не ја чуја за Робинзон Крусо? Не го познаваш, а даваш му на цртку да пие и на njega. А на мене не ми даваш бе, и свак ден сам ти тој. Срамота, одма да се сипаја. Значи му обетнај ќе да право. Сипи. Робинзон Круз. Што бидна? Па ја, док да зажмуру, овој паднае. Па не е фер, бре, мајко му. Па цел месец го чекам овој бокс меч, оно, готово за 15 секунди. Сак знаеш на мене како ми е. Еј, пред да зинеш и да отвориш уста и да прозбориш, да ти кажу одма дека не е још решен проблем меѓу мене и оној мој. Још еден дневен ред. Па добро, бе, ставре, смени дека нема ред. Ја, не може. Јас сум тврд, бре, карактер не попуштам. Него на некои други места сам мек, тој ме еде. Ставре, па има институција, бе. Има доктори, бе, отиди куде доктора ке ти препише. Уствари не мора да идеш никуде доктора. Отиди у аптеку, купи си Виагру, решен проблем. Виагра? Бог да чува и да брани. Бежи, бре, Виагру, зема еден пут, така, док зима, она една ми падна. Тражи го, не мога нигде да го најду. Буду се сабајле, пола паркет подигнат. Па таква е Виагра, Диза. И више не ли зима? Не, зимаеш ампути и отак више не, зашто почнат тебе да те загледуju. Како бе, мене ке ме загледуеш? Па тако е, што да право? Жена не беше дома, не дојде од работу, а ти натапа се на гости, како што знаеш, не викан, и ја што да право? Мушко сам, мора некога да загледам. И заптани си се бре за тој Виагру, па ме ако ми е до тие работи, бре, па се стојко, па ја ќе зему нешто на природну базу, бре, тоа вештачко. Што има тој на природну базу, бе, ставе? Какви травки има, па ти мешав људи, има турски мед има. Бре, турски мед, какав е тој турски мед? Од братска Турција. И тој реагира. Можда за тој дека... На кога реагира? На женски, бре. И тој само на женски реагира. Да, пробаја сам. Тачно знам дека само на женски. Пробаја сам и на мои овце, и на козе на комшу. Не реагира, само на жено мој. И состои ме хоќу до куде го дотерамо? Не сам, бре, мек ја на тој место што ти сакаш да ми ga натепаш проблем. Не сам. Мек сам у душу, бре. Попуштам многу. Многу попуштам, такав карактер сам мек. Али решија сам ке се бењам. Ке се менја он.
Абе, Вук длаку менја, карактер не менја. Абе, Вук си е тој пагец и дави. Ќе дави, он ќе дави, ама на друг начин ќе дави. Не ми ти мене збори за Вуци, обсе преко главу ми е. Кажуј ти, решија сам да се менјам и одма пројде на план. Зема и ga најде проблем. Промени ga проблем, бре. Не е проблем бие у мене. У кога е проблем, бе, Ставре? У njenu lepotu. У Снајку. У Snajku. I ja odnovu vikam, vidi, Snajke, mi mora da pоработимо малце на тој лепоту. И? Pa šta i, to je mnogo lako, vikam, ti ќе žemeš, ќе се našminkaš малко, ja ќе džapnu jedno 2-3 rakije, što 2-3, 7-8, neli, i odmah, ono koje malce da mi se čini pouba. И нашминкали се, Знајка, за тебе знам, нек си се нашминкаја, нацртаја си се. Našminkava se ko đavol, bre, ono, od svadu ne se šminkava crna, pa se ne vidi. Nego, ajde, nekako, vikam ti, posle 6-7 pričini mi se tako kako simpatična i ja bi nakasno ubacu ti erotski film. Da gledam. Ja odmah počna da se vrtu kako crvo drvo, a ona da se ko pješka natamna. Ко пешка. Čekaj, be, ti objasnili na ljudi što znači ko pješka? Ко пешка. Значи, ко пешка, не ле пешка. Ко пешка, значи врти се, не знае куде му е место, не знае куде да застане, Добро. шуњка се натамнавам, не знае куде да седне. Тоа е ко пешка. Znači, znaju ljudi. To je, Ко пешка. saka nešto napravi, ne znaš što napravi. Да, сака нешто да направи со себе, не знае што. Тоа е ко пешка. I tako ja se stavre, kopeškam, ona tako i ona, i vikam, sak je prav moment da ubacu porno film. Tak je taj porno. Kad počnava da raboti, ne izdrža ona mnogo. Ja vikam, zato, što misliš za ovoj? Ona vika, pa ne znam, zato da probamo i mi ovoj, ako ne. Снајка вика такој. Da. Ау. И? I što i bre? Pa kude ja u toj nijedno vreme da najdu još trojica da rabotimo isto toj bre? A i ti ne umeš da se natrpaš na gostite i večer kako što umeš da vikend da dojdeš, pa bar ti da se pridružiš. Ne mora poviše. Upropastio si mi večer, da znaš. Filme, čudna rada. Gledajki u rakiju kako na kafe gledam, zamisli teklam na seks. Da se čudiš. Majko mu, mislio si taj seks mnogo čudna rada. Znaš, od detstva ti to je počinje. Prvo, ne li kriješ se od roditelji kad malaš devojčina za tije rabote, pa posle se kriješ od deca kad se ženiš i na kraj dojdeš do toj deređe da se kriješ od žena. Ама тој ти овие твои години може да се криеш. Ја уопште не се крив. Ne znam. Ја кад дојду дома не се крив. Ја легну и одма си заспијам. Ако случајно не заспiju одма, право се мртав. Gure. Све. Скроз. И так се растрчи ова е мојата. Чисти чарапе нови. Веш чист исто. Бела кошулја. Одело. И ја кад стану за бајле, за на работу, све спремно. Лепо се и си отиду. Чиста работа. Viš, čista работа, a čudna работа, majko mu. Zašto sve to seks u stvari počnane. Абе, да се чудиш. Толкова чудно.
Па касниш. А сак, што е разлог? А сак, ја ќе ти ga кажу разлог. Сеќаш се ти кад беше купија комшо нову машину за прање лишта, па јам после мораше да купу поскупо од негово. А сак? Добро, што а сак? После тој сеќаш си се кад комшо беше купија телевизор голем, 6-7 инча, па ја мораше да купу после тој и поголем и поскуп од негов. А сак? Добро, а сак, па а сак, што а сак? Па сак пред малку умре на комшу жена. А сак? Заушка. Заушка или паротитис на латински е вирусна инфекција која најчесто ги напада паротидни плюнковни жлезде кои се наоѓаат пред уши, а позади вилицу. Туј негде. Пошто е тој вирусна инфекција, не треба да се третира с антибиотици, него треба да се прати и контролира температура на болнога, а за оток се користи топли облоге. Толку од медицинско тачко на гледиште. Заушка, како педагошко васпитна мерка од страну на наши родители, е третирана како вакцина против неваспитање, безобразлук и хиперактивност на нас деца. Што порано го примеше дете заушку како вакцину, тој подобро беше за родители и нормално за дете. Само требаше да го чуе глас на мајко ми Коки и да знам дека не треба да кршу туѓу играчку, да отварам туѓи фиоке и да се бесу на лустер. Кај ќе порасне дете, заушка како вакцина проваѓа у форму лепење шамар и тој док уши не почнев да му зуив. Тој е уствари реакција на вакцину. Ајде, здраво, живо? Здраво, шефе. Иде ли работа? Иде? Иде, како не. Што иде, бе? Што иде, бе, све празно, бе? Па ти ништо не си сработаја. Па, размислуј, бе, шефе, за тој не сум сработаја. Колку размислуваш, бе? Много размислуј, шефе. Знаеш, шефе, ја никад не сум био у зоолошко. Па што не саш да те фату за руку, па да те воду за ложка? Па може, зашто да не. Знаеш, сакам да иду у зоолошко да видам мајмуна. Мислим, видеа сам ја оние мали мајмунчиња што стоју на раме, него има ли поголеми мајмуни? Како бе, нема, има поголеми мајмуни, глупост. Има. Колку големи мајмуни? Големи, бе, поголеми, како мене, колку тоа, од прилike тоа. Сакаш да кажеш дека нема поголеми мајмуни од тебе? Не, јас сакам да кажу дека нема да има поголема плата него што е сега. Никад. Па ти па изигравај мајмуна. Значи, овакој, ја би те замолија, друг пат кај доваѓаш каде мене кафану, да не го доведуеш куќе. Зашто бе, што смета, оно надвор си седи? Па баш за тоа што е надвор, бе, брат. Жали ми се муштерија дека ги мава на точак. Па тоа не е тачно, бе, лъжем, бе, тоа. Мој куќе нема точак, бе. И не уме да тера точак, бе, што ти да тера? Ке проверу ја тој. Па тъй ке видимо ми чиво куќе точак тера. Ајде, млати, але сипи још по едно. Ајде. Боже. И ми вика таја аптекарка во аптеку да ти дам неке таблета за смирење. Ја викам, кој е? Јас сам да ти дам или да не ти давам. Па нека ти даде, бре, кај те запнала, бе, се Стојко, што има везе што се дере, може таква на тие работе, бар згодна ли беше, убавка ли? Не убавка, Стојна се вика.
И не е тој што ти мислиш, Ставре. Ја бе, нервозну шалтерску службеничку и касиерку може да разберу. Ама нервозну аптекарку не. Никако. По она може да испие што сака, бе, Ставре. А касиерку нервозно можеш да разбереш, викаш, а? Зашто од нашу продавницу тај касиерка знам ја на кој мислиш ти, чуго не да, нервозна, таки брит. Викаше пони твоју господју. Господјо бре, овие паре со кои сакате ми платите су мокри, тече вода од нима. А она па вика, твоја господја, Боже ми се правда. Што да прави жена? Вика, знам господјо мокри су, што да праву? Оној мој кад ми ги дава паре, увек рове, плаче, Не е тачно дека сам плакаја. Ма Епа не е тачно кога ти кажуј дека сам плакаја. Заврати ми се трепавица во легнами у око и ме глоѓа цело време, па тој слезу стиза, Ставре. знам. За тој и беше у аптеку да тражи нешто за смирење на око. Око? Баце Стојко, око ти ga ништо не смирuje. Jak bre, salte, grudče zemlja može da ga smije. Bože me prosti kad dojde vreme, ne sada. A moje oko što je videlo pred nekoj dan, tugo, ne znam da li da ti kažu ili ne. Pa кажи, сак не. Pa za tvoju gospodju je vidego onaj dan u grad kad beše iskoči od kladionicu, pravo otide u banku. Ba Stojko, to nije dobro. Абе, па не е добро. Pa nije dobro, pa ќе tražiš posle pare na zajem od mene. Gle da ti kažu, za dobar život treba sreća, pare i zdravlje. Ja zato i beše u tu apteku. More, propsi što vikaš, ba Stojko, ja sak mi teknuje kad god otidu u grad, gledam u poslednje vreme gi naredile sve tako je. Prvo kladionica, pa banka, pa tek taj apteka ti što ideš. Što si така млитав? Скараste ли го па? Скарава го малко работа, бе, Ставре. Знаеш што е комплексно, Ставре? Женски мозак има архиву у коју ги складира сви подаци по документ, по дневан догаѓај. Разбираш, и кад се скараш тој сега, и зеја, утепате. Ба се Стојко, па ти женски мозок, он само тој има, а мужки мозок има и други работе, бре. Кои други работе, бе, Ставре? Па ти земи, бре, с тие некои други работе, па ти го утепај. Например? Например, лопата, копач, секира, што ти дојде до руку. Ако немаш, ја ќе ти позајм. Само ти... Да ми кажеш, ама поштено. За тебе, сега около празници, што е побитно? Елка или зелка? Елка. Зелка, нормално, киселка. И знаеш што значи тоа? Што значи? Дека си остареја, старо. Откад ти збор? Зашто сам остаре? Зашто ти е зелка побитна, мене ми е побитна елка. Која е елка, бе, Драгане? Комшика. Много сакам да го кит. Ова е од десна страна што е. А да се качиш ти на Борче? Борчето е комшију. Позади тебе што е, а? Тој? Неќеш, нели? Па што, знаеш? Душа, после одној синоќе, ја цел да не искачам, нигде не иду. Место дека сум заслужија ќе одмарам. Како ќе одмараш? Не ли идеш на гласање? Какво гласање? Па субота данаска, бе, душа. Данаска само инвалиди гласа. Па после оној синоќа, баш мислу дека и ти треба да гласаш данаска.
Комршина. Неугодан, непријатен осеќај кој е реакција на организам на слушнат звук кој од уво директно погаѓа у некоju сиву ќери у мозак која е задужена за подизање на сви влакна на тело, почнувајќи од руке, ноге, влакна на тил, оние малецки и други влакна. Ке даду пример. Стругање на стиропор од стаклену површину. Гребање на вилјушко од тањир за време на ручак. Трљање на раѓосани метални површини една од другу. Најжисте ли се? Подигнава ли се влакна нагоре? Ето е тај осеќај. Мене почне прво да ми е мука. Појде ми жмарци по снагу, ако е овој снага. Фати ме напад на панику и на крај удру едно здраво чешање. Појдерите из комршина га поставља како прашање оној што ги произведуе сви тие иритирачки звуци. Мој одговор би бија вулгаран и срамотан или пцовка на нашки. Па све поред. Еј, ичне уму да виду у последњо време, еј. Не е нарно. Глупост. Па кад си ги последни пut избришаве тие тегли, гледа какви су. Никакви, земи избриши ги, па ќе видиш така како ќе видиш. Што збориш, бе? Редовно ја бришу наочаре, бе. Барем еден пут месечно ги избришу. Ама не е до наочаре. До знање, разбираш ли ме, човеку? Што бе до знање, демек не уму да виду. Ајде бе глупости. Не су глупости, бе. Беше и вчера наочно. И? И? Вика ми човек. Нема да е лошо ти барем азбуку да го научиш, па после да дојдеш да видимо дали видиш. Да видимо дали ќе видимо, а? Тако Да. искаш. Тако искаш. А ти цел живот тие тегли ги носиш. Абе, ти му вика не види он па. Ајде, ја ќе те вода, ај. Полака. Само полака не си. Секи си. Што предремаш? Цел ден такој предрема, види. Трему, спие ми себе, Ставре, не сам спаја цел ноќ. Зашто? Зашто? Откуд ја знам зашто? Синоќ бе, таман да заспiju, не доваѓа сон на очи, не доваѓа и гота, па си викам, што да се прави, мајко? Број овце. Па броја, почнаги. Што почнаги бе? Број, оние овце, таман последња проваѓа ми вика Савајле, добро јутро, ме. Па ти морали бе па да ги броиш, да ги број мајко му. Па што да ги право бе? Пробај нешто друго, од кое знам, направи ги нешто друго. Пробај ли си да ги стрижеш едно по едно? Како не сам пробаја, и тоа сам пробаја. Да ги стрижеве, не ги број, ке ги стрижово, да виду дали ке заспiju. Прва, друга. Стрижи, ама насред стадо, ова ми се погоди. Они су мако, знаеш како е, незгодни су, разбираш, треба некој да га држи. Помош. Па помош. Повикај пријателја, бре, зашто смо комшија, ке се помогнемо, мајко му. Ајде бе, Ставре, усред ноќ, па тебе ке те буду. Зашто ја не може да заспiju? И па не заспiju до Сабајле. Па добро, ти кад спиеш? Никад. Сабајле таман да дремну, да ми се заквори в очи, она аларм. Разбуди ме. Што те разбуди? Аларм, Ставре. И тоа ли имаш? Боже, што си модеран, би најпокраво и младу жену. У наше време на аларми се буде смо. Оди таму, кај ќе зарика смо петли Сабајле, бетер од магариња, тачно у 5. Свако Сабајле промажај нема. Свак ден, неделја, 2-3 пакат ни досадив ми едно, 2 аларма изедемо преко неделју. И што сак ја да работу да једу аларми, нели? Нервозан сам бе, Ставре, многу се нервирам за тој не може да спiju. Почнамо у последњо време да не го слажемо с невесту. У последњо време он не го слажае. Ми со мојото цело време не го слажемо па ништо. Што греши, стајка сак? Па што греши?
прати го и чер, а иди купи ми цигаре. Она купила филтри, тутун и лищиња и трас настал. Те типа мотай си. Тако е ли? По-леко се решава тој проблем. Следеќи пут, кај ќе те прати она тебе по улошки, сигурно те прати, идеш ти. Иду ја го купувам. Идеш, слушаш ти се, одлично. Место да го купиш улошки, ти купи едно 2 кила памуки, едно 20 метра канап, трас настал и кажи, еве мотай си и ти. Абе, неќу да се карам, Ставре. Сакам да го смиру ситуацију, еве. Од овдека откуде тебе киду на пазар да го купу нешто. Не. Само да потрошиш пара и после од мене назаед. За тој немаш, бре. Што ќе го купиш од пазар? Што ќе го купу, знам ја. Она много сака крушке. Ама предева крушке, сак има само оние крушке, кај ќе го апнеш да звира уста. Што дави тија? Тие. Да не можеш да збориш. Тие да не можеш да збориш. Одлично, баце Стојко. Ако најдеш земи и за мене едно 10 кила земи, мојата ги обожава, кад нема друго мисло. А најчесто нема и изеде, пола ги изеде. Таман да му затвору уста. Земи 10 кила. Земено. Купија си ми едно сако, а не си ни знае дека си ми го купија. Ај сак барем да кажеш како ми стои. Искрено. Искрено да ми кажеш. Добро ли? Да не се љутиш. Не, ама да се љуту, кажи ми. Искрено ми кажи. Дебела, тънка, на фацу стои ли ми, струкирано, не. Најискрено. Најискрено да ми кажеш. Бри, ама сам го истресија другачко ти синоќ. Чули? Ради овој рат што е у Украина, се века поскупне. Све? Све. А најтешко ќе биде со струју. Ја да ти кажу, ај што ќе биде поскупа, многу поскупа, него ќе го нема. И? И што, ќе мора да штедиме? Ја не можу да штедим, ја не работим. Аре, гледај го он. Не ти збору за паре, ќе мора да штедиме струју. Тој може да штедите ви што плаќате. Ја не плаќам, Бога ми. Уштуман, збуњен, тремарош, уобичаена ментална состојба на редовнога вишегодишњога посетитела на курс за промену на занимање и преквалификацију од едну струку у другу. Уштуманост е потпуно отсутство на смисел за логику и доследност и е резултат на покачување и нагло спуштање на адреналин. Особа која е уштумана сабајле мисли избори едно. На пладнега свет тој негира, а навечер не мисли и работи нешто сасвим треќо. Тај уштуманост или тремар се обично јавља пред некој важан настан. Полагање на испит на факултет, учество на некој квиз, љубавен састанак, просење на девојку. Уштуманост уствари гумица за бришање на меморију. Устање е да те зафркне у најлош момент и да ти избрише од мозак све што си сакае и знае да направиш у секунду. На студенти ги се блокира мозак кад дојдев најспремни на испит. На учесника у квиз исто кад е пун со знање, а на идуќега младожењу кад треба да каже ке го дадете ли керкови за мене? Трема. Уштуманост.
Душа, бе, подсети ме овој филм. Кажи поштено, кад си ga имала најубав секс у живот? Sećaš li se kad se zapoznasmo na dan? Душа, бе, па кој може тој да забрави? E pa, jednu nedelju pred to je. Некој треба да части. Зашто да часту, докторе? Како зашто да частиш? Има зашто да частиш. Твоја девојка е трудна. И тој како што гледам, с мушко дете. Убаво, на тебе ќе биде. Моја девојка трудна. Да. Ама, докторе, тој не е могуќе. Ама јас стварно пазеше. Абе, гледај, ја веруј дека си ти пазија. Ама могуќе. Тој ти е синко како саобраќај, разбираш ли? Возиш, оттамо ти не иде некој, ти ga пропуштиш. Предност. И ете. Кој повише гори, остави. А ти мора да покажеш кој е глава у куќу, бе, Ставре. Удари еден пут со струку, остал како мене што ми удари. И кажи ке биде како ја што ке кажу. И готово. Како тебе? Или се договарајте. Па договарамо се. У последно време се договараме. И што се договористе? Па убаво се договоримо еден ден она да пазари у продавницу, друг ден ја да пазари у продавницу и сок ни е супер. Сега, еден ден се и само једе, а друг ден се само пие. Ма што пие се, бре, ба се Стојко, лока се. Тој ти ја изна купу пиење, купу. Убавиња. Среќа по оние овце што ги чува со животињеве, а не пие животиња раки. Не пие. Души од мојата не пие. Прав си, бре, се Стојко, да знаеш, према тебе, значи, у моју куќу само јас сум човек, се друго со животиња. Пошто ја, нели, пинуи по некоју. Гледај, убаво е по една чашка ракија да се пие ради циркулација. Знам. Ама ти пиеш по 7-8, бе, Ставре. Па пию. Ја знам дека е една добра за циркулација, ама и мене ми е, бре, тој кажае доктор. Само што ја тие други не ги пiju за тој, него за нерве. Гледа ти кажу, ти многу стануеш рано, нели? А кој рано рани, има повише време да се нервира. Цел да. Него гледам те ја тебе, ти не си ми цел да нервозен. Кад се враќаш с овце назад, ечи музика од транзистори, поеш. Ето, да. Ама поднапиен си малко. Малко, да. Од тие 7-8 за нерве што сум и да малко се расположи, бре, се Стојко, па ке ечи, нормално, так ми мене и свеедно, што год пуштим на тој транзистор да слушам. Ма ја, бре, кад сам поднапиен, мене временска прогноза, бре, може да ме погоди. Па, добро, оца, бајле ли го почнеш? На, бре, па се Стојко, како рано са бајле, ке почну и јок. Негде коле 5, која... Ама и так не би ја. Него од баш так почнев да ми се јавља 2 гласа што би збори. Што збориш и што ти вика? Па ја ништо не збору, тој прв вика: Ставре, отвори тој ракију што го носиш у унутрашен джеп, потегли малце, бре, потегли. Добро, а онај друг глас? Он чути углавном некој време, тики-тетига после, тој еве и он вика: ти, Ставре, глув да не си, чуволити што ти збори, потегли, ја што да правам? Па добро бе, а кој ги чува тие овци? Па кучови како кој? Па зашто, бре, ја ги рано тие кучови, гледа колики ми дава шарпланинец. Па и немачки овчар што ga чува. И немачког овчара имаш? Не знаеш, па имам кога нема. Чека смо куде njega, бре.
ти беше лъж, тој ми се укажувае дека си бил у Немачко. Бија сум како не сум бил у Немачко, ја. Одлично, мора да знаеш да се не распитуju по институcije. Ако земемо пример некој да има немачкога овчара, оригинал да е. С папири, све е докажано, нели? Добро. Сега прашање ми е, дали може тај негов газда такој некако да се дошлепа и он до некои папири за работу, да пример, у Немачко? Евентуално пасош да е. Што отсоцкаш, па ја не прашуј за мене, мајко му, за другара еднога он ме прашува. Сак лъжеш. Па ти немаш другари, бе, Ставре. Па ја да не сам, нема кој да те опцуе, бе. У гаражу. Ти да ме опцуеш, па што ме пробаш да ме опцуеш, бе? Па да видиш кој ќе си проедеш. Он ќе ме пцувае у мој гараж. Еј, докле ќе овој свет, Боже мили, прости Боже. Па, и кога веќе на почеток ги истретиравме малку односите помеѓу мажите и жените, еве јас предлагам и да завршиме со нив. Може. Во таа насока давам полна поддршка на сите оние кои навреме не се ожениле, а сега ја наште својата сродна душа. Без разлика дали таа има деца, дали е разведена или вдовица. Ако ви е сродна, са шо? Сте направиле 40, ако може девојка, добро, ама ако не, ако ви е сродна, направете да биде ваша. И без разлика што сите душебрижници, како што се роднини, пријатели и други раздоразни добронамерници, ќе чуете, па не знам, има деца, Или да била таа Арна, тој што ја оставил, нема да ја оставил, Или најстрашното, абе таа го умрела, него ќе те умре и тебе. Да се крстиш. И затоа не се чудам, не, воопшто на одговорот на еден дечко кој бил во токму таква ситуација, на прашањето на својата сродна душа, која гласала вака: душо, тебе бе, даде ти е малку незгодно, може би, бидејќи нели ти си дечко, не си се женела, јас сега разведам, не знам, имам и деца, па не знам дали ќе ги прифатиш на вистински начин. Тој како топ подготвен рекол веднаш: море, слушај, толку сум загорен што и бившиот ќе ти го прифатам. Ете така, уште еднаш од срце, среќна нова, љубав, Бадник и Божич. Па замислете една желба за да ви се оствари. Не мора едно, замислете и повеќе. Замислете. Затоа што ако вистински посакувате, јас верувам дека и ќе успеете. Истото важи и за нас. Замислете. Па еве замислете, ако не нас, да не видите веќе следниот викенд, и ќе ви се оствари. Секако заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и конечно од сега и во ресторан 1, 2, 3. Крај. Родител ги викав дека е хиперактивно, а воспитачке Васпитачки. Идемо па. Ја и што мислиш ти, да сакам да зимам Виагру, тој што? Ке оболи? Тој? Па тој. Виагру баш. Виагру Па Виагра диза. Поголеми мајмуни има и од тебе, сакаш да кажеш погрешила. Не сме погрешили, чекам те само да ми кажеш колку големи. Најчесто ги напада паротидни пљунковни. Мислеше дека погреши, уствари добро га тера, ама па саква погреши. Вода се Цедујка. Цедујка, цедујка. Јајно. Трљање, трла, бавалан. Да јој проједан. Па ја мораше после тој да купу и нову и никакву. Немаше такое. Сак знаеш на мене како ми е.
Što se udaram po stomaku, kako sam se naje. Posle onija sarme odiće. Mislio da sam zaslužio.